Почитувани отварам 30-та седмица на Советот на општина Картош. Службите ми констатираа присуство од вкупно 22 советника, со што може полноважно да расправаме и одлучуваме по точките предложени на дневниот ред. Пред да продолжам, заради големиот број на граѓани, ќе ви дадам чисто појаснување. Ќе го замолам телефоните на silent и вие како граѓани немате право на учество во седницата. Со тоа, секој фрлање во збор, фрлање ќе бидат прекинување и уништување на редот на самата седница. Јас како председател ќе морам да реагирам. Затоа се замолувам да не ме ставате во таква ситуација. Не, тоа ви појаснувам сега. Зошто сме дојдени за сега да гледаме? Присуство на јавноста на седниците е законски обезбедено. Исто како што е обезбеден и текот на седницата, како што учество од луѓе кои што не се дел од седницата не е дозволено. Морам да ви појаснам сега како збор по збор, за да немаме забуди. Тоа право јас не ви го попречувам, напротив, од секојаш како представник на партија сум го стимулирал вашето присуство на седницата, но уништување на редот на седницата и обврска да го санкционира. Со тоа што ќе треба да, ако контролирано прекинувате зборови на луѓето што дали советници, дали служби, ќе морам да замолам некаде во страни, пак ќе ви кажам, да замолувам, не ме ставите во таа ситуација. Осем овластени представници на медиуми и на службите на општината, сликање и снимање не е дозволено на седницата. И тоа е регулирано со закони и одлуки на Советот. Сега го продолжуваме. На седницата присуствуваат представници од стручните служби во општината и представници од детските градини и училишта и представник од лица со диагноза диабетис тип А, господја Слободанка Камчева, кој има предложена точки на дневниот ред на денешната седница. Сите комисии као помошни тела на Советот одржаа седници и ги разгледа предложените точки од дневниот ред за оваа седница. Председателите на комисиите ќе известат за работата на комисиите кои беа одржани. Има измени на дневниот ред. Ви известувам дека дневниот ред е побарано да се дополни со точка предлог одлука за прифаќање на донација од Окитекс Доел ИЗВСУ во Скопје. Материјалите ви се доделени, така? Советници имате сите. Добро. Ова е планирано, не е известно, така? Така. Повели? Како што минатата седница не беше дозволено да ни се дозволи да поставиме точка на дневен ред на самата седница, апсолутно немам проблем јас со донацијата, но ја немав ниту време, ниту начин да ги разгледам материјалите доставени во моментов. Јас одбивам оваа точка да се постави, сигурно ќе гласам против, не против точката, него против поставување на истата на дневен ред на овој начин, бидејќи истото не се оневозможи минатата седница кога имаше исто така горливо прашање. Можеш да се смешкаш, али тоа е реалност. Со кое право сега ми поставувате точка на дневен ред на сама седница, ако нас не одби минатата седница за таква ситуација? Благодарам. Колешке, за вас додавање точка на дневен ред е доаѓа човек тука и кажува наслов на точката, ниту материјали, ниту запознавање, ниту ништо. И затоа полека
Сега, колешке, дали некој сум ве прекинал јас во збор вака? Че ви имам цитирано повеќе пати деловнички членови и појаснувано како може, како не може. Вие инсистирате да ги игнорирате, и јас, тоа е ваше право, слободно, но моја обврска е пак да го почитувам редот на одржување на седниците. Доделени ви се материјали на сите советници, додавање на точката, гласајте. Ако не се слагате, ако сметате дека не сте спремни, слободно гласајте против. Вашата забелешка дека сте немале време да ги разгледате е апсолутно легитимна, затоа се слагам, нема проблем. Во ред. Почитуван председавач, почитувани колеги, драги гости, колешки, немате потреба за нервоза. Ги повлекувам сите точки од дневниот ред. Очигледно за точката број 4, односно детално терминички план, има голем интерес и драго ми е што има интерес. Ние во општинските простории, во салата општинска, можеме да примеме 25 луѓе. Ве повикувам утре од 11 часот, значи 11, 3, 5, 7, 9 и така натаму, на по 25 луѓе направете список, јас, планерот, заедно со службите кои што го работеле планот, ќе видиме таму, се што ве интересира, се што имате да кажете, се што имате забелешка, ви стоиме на располагање, во една атмосфера конструктивна, да поразговараме. Дали има манипулации или нема манипулации, дали има лаги или нема лаги, дали има грешки или не, ништо не преюдицирам. Ке дојдете, повелете, направете си список по 25 луѓе во нашата сала, значи имаме доволно простор да се разбереме, имаме и доволно време. Ако не стигнеме да ве примеме сите што ќе сакате да го видите урбанистичкиот план и аргументите на службите и на планерот, ќе го направиме тоа и наредниот ден. Јас ви благодарам, значи направете си спискови на по 25 луѓе, почнуваме во 11, 1, 3, 5, 7, 9. Ви благодарам.